пожарот на територијата на општина Македонски Брод во аторот на селото Брезница, кое што се наоѓа на неколку километри во оваа насока, се одвива на исклучително тешко пристапен терен. Тоа е теренот позади мене. За жал, во овој момент зафатена е борова шума, линијата на огнот е неколку километри. Само во овој дел, и еве го пожарот веќе доаѓа до нас. Ние сме сега на некои 100 метри од пожарот. За жал, иако цело утро овде гасиме со хеликоптери, ефектот е многу мал или никаков, бидејќи дува еден ветер, не многу јак ветер, но оневозможува борба со огнот. Иако очекувавме да падне дожд, за жал дожд не падна. Ова е голема површина. Ова е еден од најтешките пожари со кој досега си имам соочено во мојата 4-годишна кариера како директор на ЦУК. Со денови се бориме со него, но едноставно вегетацијата е толку густа што пуштањето на луѓе внатре помеѓу овие борови е исклучително ризично и опасно, а од леталата ефектот е многу мал. Се надевам дека кога ќе излезе на некоја чистина ќе можеме да действуваме. Од друга страна, од оно што можам да го видам, еден добар дел од боровите не се сериозно оштетени, односно гори само подлогата. Нивните иглички кои што се испаѓани долу заедно со шишарките. И еден многу важен момент, шишарките кои што ги има на нив се палат и летаат како огнени топки под 10 на 20 па и 30 метри и го шират пожарот понатаму. Еве го овде уште еднаш точно на нас, на некои нецели 100 метри, патот кон Брезница од оваа страна веќе не е безбеден. Во далечина можеме да го слушнеме брмчењето на хеликоптерот. Еве го овде лево. Во лево. За жал, оваа вода е како капка вода фрлена во огниште. Ќе продолжиме со нашите активности на гаснење, но завршувам со зборовите дека се работи за еден од најтешките шумски пожари кои што имат зафатено Македонија.